Добар ден, драги мои. Добро дојдовте во новото издание на 4 сезони, каде што секој рецепт мириса на дом, а секој производ има своја приказка. На денешното мени имаме традиционално јадење, кое сите го знаеме и го сакаме, тавче гравче, со ќофте од 3 вида месо и зелка салата. Тавче гравче, душата на македонската традиционална кујна. Не постои странец што дошол во Македонија и го пробал нашето тавче гравче, а да не му остане во душата, да го збори се до следниот пат, додека дојде повторно во Македонија. Денеска специјално за вас ќе направам традиционално тавче гравче со ќофте од 3 типа месо и зелка салата, онаа класика која сите ја сакаме и постојано ја јадеме и уживаме во нејзе. Потребни се црвени пиперки, кромит, макдонос, малце лукче, морков за салатата ќе земам од мојата пилјара, зелката ќе си ја земам и веднаш почнувам со припреми. Малку се јадењата што толку силно го носат духот на македонската трпеза, како тавче гравче. Гравот, бавно варен со кромит, пиперка и миризливи зачини, печен во тавче. Вкус што обединува генерации, а покрај него свежата зелка салата. Но денес доаѓа со модерна нота. Зелката не е само свежа и крцкава, туку нежно омекната и прелиена со винегрет од маслиново масло, мед и лимон. Едноставен прелив што ја претвара во совршен партнер за јадењето што го сака цел регион. Една вечер, пред да го сготвите, ќе го ставите во ладна вода, ќе додадете малце ким, ќе го ставите гравчето да зоврие водата и ќе го оставите убаво да се олади. Откако ќе се олади, истурете таа вода, ставете го гравчето во друг сат, додајте ладна вода и оставете го во фрижидер. Никако надвор, за тоа што многу лесно може да скисели или да зоврие, што би рекле луѓето. Денеска ќе почнеме на многу едноставен начин. Гравчето со водата во која што стоеше ќе го ставиме во тенџере. Ќе додадеме 2 главици кромит цели. Ќе додадеме ловаров лист, црвена пиперка. Обично во гравчето додаваме сува пиперка, меѓутоа јас повеќе сакам да го правам со свежа пиперка, затоа што вкусот на гравчето тогаш е малце поубав за мене. Откако добро ќе ги извадиме семките, многу едноставно, извадете го главниот дел на семето и еве пиперката е комплетно без семки. Ставете ја така во гравчето, додајте дафинка, додајте малце сол, додајте црвен пипер, неколку чешниња лукче и додадете вода. Јас сега ќе додадам и масло. Правилото за тавче гравче вели дека треба гравот да го свариме до половина, а потоа да го ставиме во загреана рерна да се допече. И секогаш додајте буковец или малце мелен црвен пипер кој е пикантен. Затоа што пикантноста или лутината раздвижува многу. Комплетно е здрава за нас, а и сите ние во Македонија сакаме да си каснеме малце љутко, нели? И секако еден од зачините без кои не може да го замислиме гравчето тавче е нашиот македонски и вкусен макдонос.
многу нежно промешајте. Велат дека јадењето е онолку вкусно колку што е квалитетен садот во кој што го готвиме. Денешното гравче го готвам во еден специјален сад, Ironcast, кој е метален и тежок. Во овие тенџериња можеме храната долго и тивко да ја готвиме. А колку по-тивко и по-долго ја готвиме, толку е повкусна, затоа што сите состојки во нејзе комплетно се спојуваат и го добиваме она што навистина ни треба, одличен вкус. Сега, овие тенџериња се навистина многу актуелни во моментов, не само кај нас, него и ширум светот, затоа што, како што кажа пред малку, храната навистина испаѓа превкусна. Меѓутоа, љубителите на домашен леп со домашна маја или саурдот ги почитуваат овие тенџериња затоа што најдобриот саурдот или леп од кисело тесто се пече во ваков сад, во метален Ironcast. Многу едноставно, многу добро, а вие секако може да го набавите во нашата продавница 4сезони.mk и со задоволство дома да ги изготвите вашите јадења и секако да испечете и убав домашен леп. Македонско ќофте со 3 типа месо. Говецко, делот од ружата на бутот, свинско од пафлакот и јагнешко исто така од пафлакот. Денеска токму тоа ќе го направам, меѓутоа во него ќе додадам и некои други додатоци како што се макдонос со босилек, ситно исецкан лук, црвена пиперка, кромит, јајца и малце брашно кое ќе ја спои целата таа смеса. Гравчето си крчка и веќе во студиото се шири таква убава арома, што јас уште веднаш би сакал да пробам. Уф, како мириса. Јас и сега би земал лепце и би макнал тука. Месото секогаш вака убаво завиткано со најлонска фолија, чувајте го во фрижидер, никако отворено. Еве го говецкото месо. Сега ќе го додадеме свинското и јагнешкото. Веќе имаме 1 килограм. И 200 грама јагнешко, значи 1 килограм и 200 грама имаме чисто месо. Сега, количината на сол и зачини не ја мериме само според количината на месото, него на све оно што ќе додадеме внатре. Така да, јас овде ќе памтам килограм и 200, во ова ќе додадам многу макдонос и малце исецкан босилек, ќе додадам ситно исецкано лукче, само 2 чешњиња, доволно е да го имаме оној препознатлив вкус на лук кој навистина сите го сакаме. Ситно сецкана пиперка на бруноас, значи на ситни коцки. Со пиперката секогаш треба да внимаваме, затоа што нејзиниот вкус е навистина многу јак и може да го земе вкусот од останатите состојки што ги ставаме во храната. Една од главните состојки кога работиме со мелено месо, секако е кромидот. Меѓутоа, и кромидот има начин како може да го ставиме, а од кога ќе јадеме да не ни биде тешко. Многу едноставно. Ќе го исечкаме кромидот на парчиња и обично иде 100 грама
на 1 килограм месо. Одлично. Исцедете го изблендираниот кромит за ќофтиња за да излезе водата од него. И сега внимателно со едно лажиче. Исто така многу важно кога правите плескавица, ќофти или што и да од мелено месо, многу е важно кромидот да го ставите пред да го печете или пржите сето тоа што ќе го направите, затоа што тогаш нема да ви биде тешко од после. Сега, водата што ја исцедив од кромидот, нема да ја фрлам, него со задоволство ќе ја додадам во графчето, затоа што велат колку повеќе кромит, толку повкусно графче. Во смесата за ќофтиња додадете 2 јајца за убаво да се врзе. Додадете 100 грама брашно и измерете ја тежината на целата смеса. Додадете 2% сол од вкупната маса на смесата, а потоа додадете од зачинот дафинка, а на крај зачинете со црн пибер по вкус. Во едно тањерче сипете 100 мл млеко. Сипете ги сите зачини во смесата од меленото месо. За дополнителен вкус кој сите го сакаме, ставаме и малце барбекю сос. Со лажица убаво измешајте ја смесата за да се соединат сите состојки и да се впијат сите вкусови. Додадете го млекото и продолжете да мешате додека не добиете мазна и воедначена смеса. Потоа со раце месете ја смесата 7 до 10 минути. На крај оставете ја смесата во фрижидер на температура од 4 степени, добро да се излади. Графчето е скоро пред крај, а за тоа време, додека да биде готово, ќе направам зелка салата. Меѓутоа, оној класичен начин на правење зелка салата го знаеме сите. Убавото е кога во нештата кои ги сакаме, додадеме и нешто ново, некој нов вкус. Затоа одлучив денеска да направам еден убав винегрет со сенф, оцет, масло, рен, сол и малце барбекю вкус, кој идеално ќе оди со вкусот на ќофтињата, а секако и со вкусот на графчето. Во блендер додаваме сенф, додаваме оцет за киселост, сол, барбекю сос, меѓутоа не многу, само да го дадеме шмекот на димено, и околу 100 мл масло. Го затвараме блендерот и полека пуштаме целото тоа добро да се соедини. Сипете го измиксаниот винегрет во стаклен сат. Покрите го со најлонска фолија и ставете го во фрижидер да се олади.
крупниот дел од рендето изрендајте 2 моркова. Ситно исечкајте 2 китки магнус. Зелката исечкајте ја на тенки ленти. Ставете ги сите состојки во голем сад и оставете ги во фрижидер. Извадете ги веќе сварените зеленчуци од тенџерето во кое се вари гравот. Додадете малку од течноста и 1 до 2 црпалки зрна од гравот. Ставете ги во блендер и убаво изблендирајте ги. Од тенџерето извадете ги листовите од ловар. Вратете ја изблендираната смеса повторно во тенџерето со грав. Убаво промешајте за да се соединат состојките. Некои од нас прават запрашка со брашно за гравчето, меѓутоа јас блендирам кромит, пиперките со дел од гравчето и во масло, не многу загреано, додавам црвен пипер. Штом го осетам мирисот на црвениот пипер, тоа е готово. И така жешко го додавам во гравчето. Нежно промешувам. Вака спремно гравчето го ставаме во рерна да се подпече 20 на минути. Гравчето крчка во рерна, а јас дорека да биде готово, ги направам малите ќофтиња. Потребно ни е мал сад со вода и топчиња од 30-40 грама, кои нежно ќе ги стиснеме. Додека ги правите топчињата или ќофтињата, уклучете на слаб оган да се загрева тавчето. Го сакам овој звук.
И секако, македонско луто пиперче, кое дополнително ќе ни го отвори апетит. Тавче гравче, вкус што не знае за време. Денес е збогатено со домашно приготвена смеса од говецко, свинско и јагнешко, која додава сочност и длабочина во секој залак. Покрај него, салатата од зелка со винегрет внесува крцкава свежина и ги балансира аромите. Едноставни состојки, рачна работа и маса полна со мириси што не враќаат дома. Понекогаш, среќата на вистина е во едно тавче гравче. Драги мои, се надевам дека ви се допадна сето ова што го направив денеска за вас. Се гледаме во наредната емисија на 4 сезони и не заборавајте да не пратите на социјалните мрежи. Се гледаме утре.